Може би знаеш дека постојат 3 агрегатни состојби во кои може да се најде материјата. Цврста, течна и гасовита. Дали знаеш дека има уште една, четврта агрегатна состојба наречена плазма? Во ова видео ќе научиш за плазмата. Ајде да размислиме за мразот. Кога мразот ќе се загрее доволно, тој се топи и образува вода. Тоа значи дека се менува неговата агрегатна состојба од цврста во течна. Кога се во цврста агрегатна состојба, частичките се блиску една до друга во определена положба, па поради тоа имаат определена форма и волумен. Частичките во течна агрегатна состојба се уште блиску една до друга и можат да се движат една околу друга. Поради тоа, течностите имаат постојан волумен, но ја заземаат формата на садот. Која промена во агрегатната состојба се случува кога водата се загрева на 100 степени Целзиусови? Направи пауза за да размислиш и продолжи кога ќе си подготвен. Одговорот е дека водата испарува и поминува од течна во гасовита состојба, во овој случај водна пареа. Частичките од гасот се далеку една од друга, имаат иста форма со садот во кој што се наоѓаат и го зафаќаат целиот негов волумен. Кај одредени супстанци, ако се продолжи со загревање кога се во гасовита агрегатна состојба, кај нив ќе се случи уште една промена во агрегатната состојба. Тие од гасовита агрегатна состојба ќе поминат во состојба на материјата наречена плазма. За да се случи оваа промена, мора да се примени многу висока температура. Кога температурата е доволно висока, електроните ги напуштаат нивните атоми и при тоа се образуваат слободни електрони и позитивни иони. Иако се присутни негативни и позитивни честички, плазмата е електронеутрална, бидејќи има еднакви количества од спротивно наелектризирани честички. Бидејќи се присутни слободни електрони, супстанциите кои се наоѓаат во состојба на плазма спроведуваат електричество. Тоа е разликата помеѓу гасови и плазма. Гасовите не спроведуваат електричество, а плазмата спроведува. Плазмата природно се создава кога има молњи и при северните светлини. Ако разгледаме подалеку од планетата Земја, ѕвездите исто така се во форма на плазма. Всушност, ѕвездите се жешки топки од плазма. Плазма исто така постои и во флуоресцентните светилки и во неонските знаци. Кога електричество поминува низ пареа од жива во флуоресцентните светилки, тоа ги загрева гасовите доволно за тие да испуштат електрони и да образуваат плазма. Плазма екраните на телевизорите се направени како резултат на оваа агрегатна состојба. Плазма екранот е направен од илјадници мали точки, наречени пиксели. Тие се направени од 3 електроди кои имитираат флуоресцентна светлина – црвена, зелена и сина. Комбинацијата од овие бои може да ја даде било која боја и поради тоа ние можеме да ги видиме сите бои на овие уреди. Колку е поголем бројот на пиксели, толку е подобра резолуцијата на екранот. И сликите што се појавуваат се поостри и подетални. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.